Името на Васко Саздовски стои на таблата на оградата пред железничката станица во Нови Сад. Тоа е македонецот кој го изгуби животот при падот на настрешницата. Со 16-минутен молк, денеска се одбележува една година од трагедијата во која животот го загубија 16 лица, а едно беше повредено. Десетици илјади граѓани од синоќа пристигнаа во Нови Сад. Геолошкиот инженер Зоран Гајич, некогашен експерт-консултант во процесот на реконструкцијата на железничката станица во Нови Сад, изјави дека кога граѓаните ќе ги вратат своите институции, сите одговорни за оваа трагедија ќе бидат повикани на одговорност. Плювање по живот, по изгинулима, по нивовим душама, мислам, тоа им Бог никад неќе опрости, а овај народ ќе их kad dobije svoje institucije, procesuirati na pravi način. Svakoga će stići zaslužena kazna. Počev od predsjednika države pa do zadnjeg onoga koji je betonirao ovu nastrešnicu. Вишиот суд во Белград денеска го потврди обвинението во врска со уривањето на настрешницата. Во суд ќе седнат раководителот на инфраструктурата на српски железници и двајца членови на Комисијата за технички преглед на железничката станица. Професорката Смилјана Мелинков рече дека меѓуградската и извршната власт нема ни трошка емпатија. Градских власти, па и републичких, мрва емпатije не постои. Kao da se ovo nije dogodilo u Novom Sadu, kao da se nije dogodilo u našoj državi. I to je ono što u stvari sve nas mnogo boli. To da taj minimum ljudskosti neko pokaže. To je ono što vređa i dostojanstvo i što strahovito boli. Трагедијата во голема мера се припишува на владината небрежност, ендемската корупција и сомнителни сделки склучени со кинески градежни компании кои учествуваа во неодамнешното реновирање на железничката станица. Правично протестите започнаа како спорадични демонстрации на кои се бараше одговорност за трагедијата во Нови Сад. Сепак тие брзо еволуираа во национално движење кое се занимаваше со пошироки прашања како што се барањата за предвремени избори и големи демократски реформи. Движењето доби широка поддршка од различни сегменти на српското општество.